Време е да проговориме за подвизите на планинарите, за 15-тиот роден ден на планинарскиот клуб Македон, кој што овај викенд нареден веќе ќе го одбележи на еден многу интересен начин нивниот роден ден, а нашата Ивана е на линк и ќе разговара заедно со Душко Бошковски од Федерацијата на планинарскиот клуб. Ивана, добро утро! Добро утро, Суза, до тебе и до сите наши гледачи кои што ова утро, ова понеделнично утро го започнуваат со добро утро секое утро. Токму изминатиот викенд, односно викендот кој што ни помина, верувам дека голем дел од гледачите и од луѓето кои што се љубители на планината поради убавото време се искачија на некоја од планините низ нашата мила Република Македонија. Истото тоа ќе можат да го направат нели и во текот на наредниот викенд. Поточно ќе можат да се приклучат токму на оваа роденденска јубилејна планинарска тура или акција која што ја прави планинарското друштво Македон, а ќе се одржи токму в недела на 9 април. За сите детали секако нели поврзани со планинарската акција, но и за тоа нели кој се може да се приклучи кон оваа планинарска акција и како ќе го одбележат јубилејниот 15-ти роден ден планинарското друштво Македон. Ова утро ќе разговараме со Душко Потрушевски. Најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро, Душко. Благодарам, добро утро и на вас и благодарам на поканата. Споменав нели во најавата, веќе гледачите знаат дека токму в недела на 9 април ќе се одржи вашата роденденска традиционална акција која што веќе 15 години поред ја одржувате токму на местото, односно Кожле Карабуништа, па што поточно ќе се одржи оваа акција. Да. Значи, како што кажавте, 15 години Планинарски клуб Македон полни оваа година. Официјалниот роден ден е утре, 4 април. Оно што, пошто е познат Планинарскиот клуб Македон, е токму првата акција која што е изведена откако е формирано друштвото пред 15 години. Тоа е акција од село Кожле, Скопско, до село Карабуниште, Велешко и на крајот завршуваме во манастирот Света Богородица покрај самиот автопат кон Велес. Оно што е интересно што ние 15 години ја правиме оваа акција, нели во чест на оние кои го оформија Планинарскиот клуб Македон. До сега не сме имале препреки и во короната се одржуваше, нели тогаш поскромно само за членовите на клубот, но секогаш ги каниме каниме гости, членови на други клубови, ентузијасти, сите оние кои што сакаат да бидат дел од оваа тура, затоа што акцијата Кожле Карабуниште спаѓа во лесни акции, значи наменета за сите оние кои што сакаат малце да се размрдаат од дома, да излезат, да се дружат, да видат убава природа, нели покрај реката Вардар, реката Пчиња, каде што влегува во реката Вардар, оние два познати висечки адреналински мостови што ги викаме, што се поминуваат, село Кожле, селото Карабуниште, посетуваме два манастири. Оваа година планот е акцијата да се изведе со тоа што ќе имаме малце подолг престој на нашата крајна точка, тоа е манастирот Света Богородица. Домакините што се таму секоја година си имаат нели што да понудат за сите гости. Ние оваа година го збогатуваме сето тоа со мала забава, диџеј кој што ќе биде таму присутен, нели сепак е 15 години, мал јубилеј, така што тоа е отворена покана за сите што сакаат да дојдат, слободно може да дојдат. Кожле Карабуниште, роден ден, акција која што многу мнозина не прашуваат тешко ли е, лесно ли е, се е тоа индивидуално, ние ќе кажеме пак, секој што малце мрднал од дома нема да има проблем да заврши акцијата, токму затоа и доаѓаат најстаросни луѓе од најстаросни групи, со деца, повозрасни и сите тие работи. Има опции да се скрати турата за тие што се помрзливи, што ја кажуваме, а нели најнепопуларниот начин е да дојде директно со кола од манастирот и само да се спушти по едниот од висечките мостови директно во Богородица. Тоа е опција за сите кои што не сакаат да се движат, меѓутоа убаво е да се дојде Таурската клисура и сето она што имаме да го видиме во подножјето на планината Голешница, има што да се види, да се ужива во природа и во овој пејсажи.
Душко, никако да знаевме дека токму ова ќе ви биде нели роденденската акција, па изминатава недела имавме можност нели да го посетиме и ние токму селото Кошли, да ги запознаеме нашите гледачи поточно нели со токму со адреналинскиот мост кој што се наоѓа таму, но и со манастирот Света Богородица, каде што токму нели ќе биде нели и вашиот собир. Верувам дека гледачите во вчерашното издание на Добро утро секое утро има можност токму да ја погледнат и репортажата за селото Кошли, но и поточно за манастирот Света Богородица. Кој се може да се пријави токму на оваа акција и како се одвива пријавувањето? Оно што е интересно, верувам и од вашиот прилог го кажавте, село Кожле, местото каде што е погребен од нашите најголеми поети Гане Тодоровски, токму еден од неговите потомци е еден од основачите на планинарскиот клуб Македон, тоа може да го истакнеме. Селото до селото Кожле, нели се стига по асфалтиран пат, до сега организацијата сме ја правиле со своји возила, луѓето си доаѓале пошто е релативно блиску до Катланово, или сме организирале превоз, но од короната наваму организираниот превоз малце го трнавме, се покажа тогаш као нели не беше прифатен одма после короната, така што за пријавување за оваа акција доволно е да се јавите, има телефонски броеви кои што се оставени или на сајтот на Планинарскиот клуб Македон, или на станите кои што се на Facebook и на Instagram. Доволно е да се пријавите, само да кажете кој доаѓа, како доаѓа, зашто потребна организација. Обично оваа акција е помасовна, има поголем број луѓе, така што ние како клуб правиме напори, нели се да помине во најдобар ред, турата ја водат акцијата лиценцирани водичи кои што се за на планина. Сепак ни е потребна бројка да знаеме колку луѓе ќе има за нели организацијата од наша страна биде полесна и комуникацијата сепак е природа, сепак е планина, има луѓе што ќе дојдат што не знаеме кој како оди, така што ворете да се јават, да се пријават, после све останува во нашите раце. Токму оваа тура Кожле Карабуниште пред 15 години е првата нели официјална акција на планинарското друштво Македон. Зошто се одлучиле токму тогаш да ја направа токму оваа да биде првата тура со која што ќе започне нели и официјалното постоење на планинарскиот клуб? Да. Зошто ја оформиле? Тешко е да се каже, обично кога се формира планинарско друштво очекуваме си дека ќе отидеме на некоја планина, некој висок врв или нешто слично, да, меѓутоа тогашните ослободичи, иако планинари во тоа време со своје реноме се решиле за оваа акција која што и претходно ја имаат одено и еве као почеток на еден клуб кој што малте не 15 години ги поместува границите на планинарењето во нашата нели во Република Македонија. Секогаш целиме кон високо, ние почнавме од една најобична акција, но отидовме многу нагоре, така што членови на нашиот клуб постојано искачуваат, освојуваат, трчаат по планини и можам слободно да кажам дека Македонија е од основоположниците на оно исчекор од традиционалното планинарење кое што беше во Македонија. Резултат на тоа се нели многу резултати кои што ги има Македон и членовите на Македон позади себе. Што е потребно да имаат со себе и да носат со себе сите оние кои што ќе бидат дел од оваа тура в недела на 9 април? Самата тура секогаш и во описот на сите акции се кажува или се пишува што треба да се носи нели во согласно со акциите. Сега све е индивидуално, меѓутоа она кое што мора да се носи, она кое што мора да го имаат со себе е храна која што треба да се биде од ранец, најчесто тоа треба да биде лесна храна, вода, може да се себе со себе, иако оваа акција ни нуди вода на неколку места, значи самото село Кожле има чешма, на патот кон Карабуниште посетуваме уште еден манастир, тоа е Свети Илија, каде што исто има чешма каде што може да се земе вода, селото Карабуниште има чешма каде што може да се земе вода, така што од тој аспект сме обезбедени, околу нас има цело време вода. Се носи облека, најчесто лесна облека, согласно времето, прогнозата која што ќе биде. Знаело да не фати и дожд, меѓутоа нели тоа е пролетен дожд кој што е минлив. Снег до сега не сме имале. Кога сме врајале Кожле Карабуниште, прогнозата за оваа недела е малце променлива, но ние секогаш сме оптимисти, секогаш е вака и времето секогаш не послужува со убава временска прогноза, така што разгазени обувки, високи кондури, лесна облека која што ќе случува нели да не биде памук, да биде полиестер, шушкавец, јакна, тенка, сето тоа е она што е потребно за оваа тура. Билите ова спаѓа во лесните тури, но може ли да се пријават и почетници и луѓе кои што не толку често или речиси воопшто да не се искачуваат по планини, да не се занимаваат со планинарење? Да, тоа секогаш дискутабилно прашање. Ние велиме и за да
тргнеш пешки низ Скопје да идеш, мора малце да си размран од кревет, зашто не можеш да поминеш 5-6 километри. Добра е, Кошуле Карабунище е добар момент за сите оние кои што се улежани, да дојдат, да запознаат природата. Многу е битно да ја сакате природата и сето она што таа го нуди пред да тргнете на планина. Кошуле Карабунище е добро и за почетници затоа што нуди можност да се скратат на неколку места, да се скрати турата. Едноставно не можам, останувам кратеме, има кој да ве однесе или да ве упати до крајната точка каде што ќе биде. Не е искачување на висока планина да ако запне работата веќе имаме проблем нагоре или надоле. Токму затоа Кошуле Карабунище со својот терен на движење и покрај автопатот према Велес и покрај пругата која што проаѓа и реките дозволува можности за кратење и за одмор и за паузи, така што ова е тура каде што идат и најискусни и најспремни и најбавни. Ние како планинарски клуб сме тука за да ги примиме сите тие. Јас како што знам да кажам на овие тури, не може некој да дојде и да биде или побрз од нас или побавен, затоа што сме спремни на све, така што покана дека може да дојде било кој што се чувствува малце размерен или кој што сака да диши малце кислород и воздух и да ужива во природа. Душко, јас ќе ви посакам да имате една убава тура, една убаво дружење во недела, убаво да си ја поминете оваа роденденска недела, да ви е честит роденденот кој што нели официјално ви е утре, но ќе го прославите за време на викендот и да постоите уште многу децении, уште многу години и секако да се развивате што е можно повеќе со поголем број на членови. Да. Ви благодарам на честитките. Ние покрај Кошуле Карабуниште оваа планинарска акција, официјалната прослава на нашиот роденден ќе биде во петок на 7, тука во еден кафе бар во Тафталиџе. Тоа е покана и за сите, постои настан или за тоа, отворен е за сите. Македон ќе продолжи да постои, многу луѓе почнале и се уште се планинари благодарение на Македон, затоа што Македон има некоја посебна енергија која што го разликува од другите клубови. Така што отворена покана и за Кошуле Карабуниште и за нашиот роденден официјален во петок за сите кои што сакаат да дојдат. Уште еднаш честитки до целиот планинарски клуб Македон, ќе ги поканиме нели сите гледачи. Спомена и Душко дека не е потребно нели да имате некое големо планинарско искуство, едноставно потребно нели само да ја сакате природата и да имате љубов кон незе, па и да им се приклучите кон нивната роденденска акција село Кошуле, село Карабуниште, кое што ќе се одржи во недела на 9 април. Секако можете им се придружите и на нивната роденденска прослава во петок на 7 април.